Тасос географски представува најсеверен и 12-ти по големина остров во Егејското море, сместен во непосредна близина на источно-македонското копно. До островот се стига со траект, а најдобро, најбрзо и најекономично е вашата појдовна точка да биде пристаништето во Керамоти, од каде на секој 30 минути во сезона има редовна поморска линија. Заради прозирните и чисти води, често го нарекуваат Смарагден остров, а благодарение на густата вегетација е наречен и зелен дијамант на Егејот, или шума која плива. За етимологијата на името Тасос поврзани се повеќе легенди кои датираат од давнина, а главните улоги ги толкуваат античките митски јунаци. Според еден древен мит, островот Тасос бил нарекуван островот на сирените. Тие имале толку убав глас што секој маж, кога ќе ги слушнал како пеат, паѓал во магијата на нивните прегратки и потоа сирените го проголтувале. Според познатите патувања на Одисеј, се претпоставува дека сирените кои што сакале да го магепсаат Одисеј, потекнуваат токму од островот Тасос. Уште од античко време, островот бил накитен со рудници на злато и сребро, како и со джиновски каменоломи за обработка на чисто бел мермер. Окован со историја и традиција, Тасос ги воодушевува посетителите и со своите природни убавини. Мештаните велат дека Бог бил навистина дарежлив кога островот го дарувал со природа. Бујните шуми од бор, ела, костени, чинари и регионите на кои се распослани маслиновите насади ја покриваат целата површина на островот, а живописните градчиња и села се редат во низа едно по друго. Пријатните летни прошетки по ридестите терени ќе ви отворат еден нов ароматичен чудесен свет, кој на вистински начин ќе ви го потполни доживувањето. Главен и најголем град, туристички и трговски центар на островот е Тасос, познат уште под името Лименас, што значи пристаниште. Сместен на северниот брег од островот и представува микс од модерни зданија и археолошки урнатини. Остатоци од храмови, театри, порти, базилики и ѕидини среќно коегзистираат заедно со модернистичките домови, хотели и административните згради. Центарот на градот го сочинуваат мноштво на вкрстени тесни улички, испреплетени со многу бутици, продавници, сувенирници, ресторани, кафетерии. Во непосредна близина е и појдовната точка за обиколување на овој волшебен остров, каде ќе ги запознаете најубавите моменти и ќе ги доживеете токму на островот Тасос. Преку стрмните падини се стига до Акрополата, каде е лоциран античкиот театар. Препорачливо е да направите обиколка до античкиот театар, но за да стигнете до овде ви треба голема желба и мотивација, затоа што патеката е долга 1860 метри, по која се поминува по скали кои што се изработени од камен. Но веќе од кога ќе стигнете овде, имате фасцинантен поглед према градот Тасос. Повелете! Климата е медитеранска, со топли сончеви денови, но свежи и пријатни вечери. Посетата на Тасос неизбежно ќе ви овозможи уживање во препознатливите вкусни локални вина и традиционалните јадења на база на маслиново масло, сирење, мед, ораси и бадеми. Иако во обем или периметар има само 90 км и со автомобил можете да го заобиколете за 2 часа, островот нуди бројни содржини за вашиот идеален одмор. Ќе наидете на диви, осамени места, кои нудат потполна приватност, но и на бројни залеви и плажи, кои ќе ве воодушеват со трикизната боја на морето, ситниот песок и бујното зеленило. Познато е дека Тасос има безброј плажи, кои не можат ни да се избројат. Диви плажи, камени плажи, урбани плажи, песочни плажи. Има плажи за сечи и вкус. Само вие треба да знаете што сакате и ќе си ја најдете омилената плажа на овој остров. Тасос
е олицетворение на едни од најубавите плажи на Егеот, кои покрај многобројните туристички објекти не го изгубиле својот оригинален сјај. Голден Бич е залив кој е најпопуларната плажа на островот. Со должина од повеќе од 3 километри, овој песочен рај несомнено ги привлекува туристите од целиот свет. Плажата е лоцирана на околу 10 километри од Лименас, со ситен песок, кристална вода и обкружена со густа шума. Оваа организирана плажа е идеален избор за семејства со деца. Плажата името го добила по бојата на песокот, затоа што кога сонцето ќе го достигне зенитот на својот оцјај, плажата асоцира на злато и затоа се вика Златна плажа или Голден Бич. Во позадина се нанижани ресторани, таверни и барови, така што може да се каже дека ова е мощне туристичко место и одличен избор за вашето летување. Златната плажа е добитник на плаво знаменце, најповеќе поради финоста на песокот и чистината на водата. За туристите се достапни многу лежалки, чадори и има многу водени активности. Пристапот до летувалиштето е многу едноставен, со одлична сообраќајна инфраструктура, редовни автобуски линии и рента-кар агенции за туристите кои не доаѓаат со сопствен превоз. Уште еден детал на оваа идилична сценографија е планината Ипсарион, која се издига над морето со 1204 метри. Колку брзо се развива ова летувалиште може да се види по тоа што секоја година се отвараат се повеќе ресторани и продавници. Многу одамна Голден Бич и Скала Потамија биле две одвоени плажи, поделени со песочни дини и со река, но денеска тие се споени во една плажа, која представува гордост не само на Егејското море, туку и на целиот Медитеран. А како расте популарноста, така се бара место повеќе во околните вили и апартмани. Апартманите, просторно и со внимателно одбрани детали, ќе направат да се чувствувате како во свое приватно катче. Силно стилизирани, зрачат со домашниот медитерански начин на живот, нудејќи вистинска топлина и гостопримство, проткаени со модерни содржини и единствен дизајн. Скала Потамија е популарно летувалиште на островот. Ова прекрасно место е завиткано во природа, од која запира здивот. Плажата е песочна, во околината има борова шума, маслинови насади и зелени чинари. Престојот на оваа локација нуди уште еден бенефит. Овозможува лесен пристап до сите останати плажи, околните градови и села, од кои секоја има посебна атракција, за кој ќе проговориме малку подоцна. Сега заминуваме за Салиара Бич или Мермерната плажа. Оваа плажа се наоѓа на 12 км северно од Голден Бич и навистина е поинаква од сите останати. Плажата е полуорганизирана со кафетерија за брза храна и лежалки. Нејзината убавина и бојата на водата не можат да се опишат со зборови. До плажата води прашлив пат во должина од 4 километри. Но не се обесхрабрувајте. Верувајте, ова ќе ви биде единствено доживување кое долго ќе го паметите. Целата плажа е покриена со ситни бели мермерни каменчиња. Крајбрежјето е толку бело што имате чувство како да сте на снег. Сончевите зраци се одбиваат од тлото и заслепуваат, па препорачливо е да носите наочари за сонце. Вистинското уживање започнува кога ќе влезете во вода. Нејзината боја е нереално сина и се додека сте внатре нема да престанете да и се восхитувате. Ако продолжите уште 500 метри, ќе стигнете до плажата Порто Вати, која ни малку не заостанува зад Мермерната плажа. Втор природен куриозитет на островот, за кого се вели дека е еден од најубавите подароци од боговите, е базенот во Карпа, Јола или Јола. Според една легенда, Јола представува окото на богот Зевс, со која што ја надгледувал својата девојка. Според втората, Зевс го створил базенот за богињата Афродита да се капи во него. И овој базен е познат и под името Солзата на Афродита. Базенот се наоѓа веднаш покрај морето, кај местото Астрис,
со чиста и прозирна вода, со светло до темно-зелена боја, во зависност од даголот на сончевите зраци, која доаѓа до израз поради контрастот со темно-сината боја на морето. Јола со вода се полни по природен пат од морето кое продира под карпите, па затоа е солена. Интересно е да се види кога базенот го плискаат брановите и во него водата секогаш е потопла, па затоа и капењето е многу попријатно. Мора да ве предупредиме да бидете внимателни пред да влезете во базенот, затоа што некогаш водата се повлекува, а има подводни карпи и може да биде вашето скокање небезбедно. Ова е една од најатрактивните и најпосетените дестинации, посебно од тинејџерите. 12 километри, но овој пат јужно од Голден Бич, се протега Парадајс Бич, или како што самото име кажува, рајската плажа. Идеално за семејства со мали деца, бидејќи кога влезете од оваа прекрасна плажа во водата, некаде 30 на метри е плитко. Левиот дел од плажата бил резервиран за нудистите, но откако е отворена кантината, адамитите повеќе ги нема или се принудени да се преместат позади карпите. Обсипана е со многу ситен песок и на брегот и во морето. Гнездена во пазувите на планинските возвишенија и отворена према морската шир, на плажата Парадајс Бич неретко има бранови, кои се идеални за забава како за помладите, така и за повозрастните. Ова е природна точка за обнова на вашата енергија. Независно како сте расположени, кога доаѓате на оваа плажа, велат дека сите си заминуваат со насмевка на лицето. По исклучување од магистралата, приодот е земјен и стрмен, но постои слободен паркинг на неколку метра од плажата. Ако се движите уште 10 километри јужно, ќе наидете на плажата Алики. Оваа плажа во текот на целата сезона е полна со посетители, посебно за време на викендите, а еве и зошто. Водата во заливот има надреална смарагдна боја. Песокот е многу ситен и никогаш не се подига, па секогаш е кристално чиста и бистра. Крајниот десен и лев брег се каменити, па доколку планирате подолг период да поминете во капење, најдобро е да се сместите во средина. Одиме понатаму и доаѓаме до Псилиамос, плажа која последните неколку години добива на популарност, па заради тоа неретко е гужва. Песокот е различен во однос на другите плажи, меке и многу е пријатен. На левата страна има карпи на кои можете да се сончате како на лежалка. Псилиамос е единствена и поради тоа што овде се пушта гласна музика, посебно во месец август, кога се организираат реге журки и пена парти. Бојата на водата е необична и неодредена, а до длабочината се стига постепено. На само 1,5 километар од најјужното градче Потос е плажата Нотос. Ова е место за оние кои бараат мир и тишина. До пред 2 години ова заливче беше потполно диво за кое ретко кој знаеше. До Нотос се симнува по тесна пешачка патека, која е стрмна, но многу кратка. Плажата е многу мала, но прекрасна песочна и со кристално чиста вода. И за крај, од ова представување на само еден дел од плажите на Тасос ја оставаме скала Рахони, која се наоѓа на северозападната страна на 11 километри од Лименас. Плажата на едниот крај е распослана со чакал, а остатокот е каменит. Скала Рахони зрачи со некој мистичен спокој и затоа е задоволство да се биде овде. Создадена е за пливачи и за оние кои преферираат нуркање, а и секако за оние кои не сакаат гужва. Секогаш кога ќе сакате вистински да се одморите, земете си чадор, лежалка и книга под рака и правец Скала Рахони. Тасос располага со богата туристичка понуда, а плажите се само еден дел од неа. Бројните мали населби во внатрешноста ќе ве освојат со својот шарм и ќе ве запознаат со островската традиција. Препознатливи производи на островот се девственото маслиново масло и боровиот мед со исклучително висок квалитет. На овој остров ќе наидете и на одлични таверни и оригинални места за забава, а сето тоа зачинето со типична медитеранска атмосфера. Додека пропатувате, разгледувате и се фотографирате, не заборавајте да го посетите еден од најчудотворните манастири. За жал, беше забрането снимање и фотографирање, па затоа целата оваа мистична атмосфера ќе се обидеме да ви ја доловиме од птичја перспектива.
Манастирот својата мок ја црпи од архаична реликвија, тесно поврзана со Синот Божји, а приказната оди вака. Во 4. век, царица Елена, мајката на Константин Велики, решила да изгради цркви на сите места кои се важни за Христовиот живот. При копањето за изградба на храмот за Светото Воскресение, односно гробот на Исус, пронајден е чесниот крст и однесен во Константинопол, подоцна Цариград. Еден од византиските царови го обновил манастирот Филотеј на Светагора и му подарил многу свети реликвии, а помеѓу нив и светиот Клин, кој при распетието бил закован во Христовата десна рака. Кога османлиите го освоиле Атос, монасите испратиле неколку калугери да ги разнесат реликвиите по православните земји, за овие да им помогнат, но по пат ги фатило невреме, па морале да впловат и тоа токму на местото каде што била капелата на Свети Архангел Михаил. Веднаш потоа стигнале пирати и ги ограбиле, но еден од калугерите успеал да го сокрие светиот крст со клинот во зидот на старата капела. Недолго потоа, човек по име Јован на изворот кај капелата се излекувал од тешка болест, па решил да изгради црква. Мајсторите во зидот ги пронашле светите реликвии, а монасите од манастирот Филотеј од Светагора инсистирале да им бидат вратени. И така било сторено. Но тогаш Свети Архангел Михаил се погрижил на чудотворен начин клинот да се врати каде што му е местото. Денот на враќањето на светиот клин и ден денес се одбележува во селото Теологос, една недела по Великден. Светиот клин сега се чува во манастирот на самиот влез од десната страна. До пред неполни 50 години на ова место имало само мала црквичка со свет извор, за која се грижеле калугерите од Теологос. Потоа доаѓа мала заедница монахињи и основале женски манастир и изградиле конаци во кои годишно ноќеваат илјадници аџии. Работното време за посета е од 8 до 14:30 и од 16 до 19:30 часот. Карактеристика на планинските села во внатрешноста е традиционалната архитектура, камени куќи со сиво поплочени кровови. Такво е и веќе споменатото село Теологос, некогаш политички и економски центар на островот. Самото село представува значаен културен капитал, па за изградбата на нови и реконструкција на старите куќи е ограничена и мора да биде во рамките на стандардот за зачувување на историските културни и историски вредности. Околината е одлична за пешачење по стазите кои водат до напуштените замоци, пештери, но и до водопади, како уникатна дестинација на островот. На само 10 минути пешачење, низ бујна вегетација од селото Теологос, доаѓаме до два водопади, познати како Кефалогурнас или во превод од локален дијалект главен извор. Овде можете да се капите во кристално чиста и сладка вода, но внимавајте, температурата на водата не го надминува 10-тиот степен ниту во најтоплите летни денови. Затоа, немојте да скокате, туку внимателно и полека влезете. На враќање, можете да посетите некоја локална таверна и да пробате од традиционалните специјалитети. Тасос навистина е скапоцен камен на Егејското море. Престојот во северниот и североисточниот дел на островот ви нуди уште еден бенефит. Со убавината и разновидноста, со многобројните одлични плажи, интересни антиквитети, живописни планински села и одлично сместување. Тасос е материализација на претходно замислените идеи на повеќето луѓе за тоа што представува грчки остров. Тасос има дополнителни предности на ефикасна туристичка инфраструктура, пријателски и корисни островјани и патен систем со редовни автобуски услуги на островот. Тој е еден од најпривлечните егејски острови. Тасос не е вулгаризиран од комерцијализмот и тука посетителите се почитуваат. Мештаните не ги искористуваат, туку се нивен сервис. Тасос е остров кој се сака, а она што ќе го доживеете останува во незаборав.